Ужасните слики исчезнаа, метрополата станува попристојно место за живење. 72-часовното интензивно чистење ја нормализираше состојбата во Скопје. Иако времето за генералка заврши, екипите си натаму на терен, особено на плоштадот и во коритото на Вардар, каде денеска работеше багер, а во тек беше и машинско чистење. Ова се црнилата со кои живеа скопјани изминатиот период. Сега се чисти, ќе треба малку време да помине, но да се надеваме дека ваквата слика веќе нема да се повтори. Иако има уште работа, во поголемиот дел од градот граѓаните велат состојбата со хигиената е видливо подобра. Очекуваат ваквиот однос кон престолнината да продолжи секојдневно, за никогаш да не се повтори хаосот од изминатите неколку недели. Сега гледам дека се активираат, овде нема да продолжи така. Се примета, ја гледам и по геот и по ова. Добро е. Се уште фали, па фали редовно да се прави тоа. Ние како граѓани кои плаќаме тие комунални услуги, треба секојдневно тоа да си функционира. Меѓутоа, во минатото време, наназад 15 месец дена, не функционираше, очигледно. Екипата на Канал 5 направи обиколка и низ поредните скопски улици, каде контејнерите изминатиот период беа извори на зараза. Најголемиот дел се празни, но се уште има некои на кои треба да им се посвети внимание. Сепак, за чист град потребна е и совесност кај граѓаните, бидејќи некој доцна синоќа на најпознатата скопска улица Рузвелтова си го истоварил кабастиот отпад, како што ни посочија од паркови и зеленило на терен. Градоначалникот Орце Ѓоргиевски тридневната акција која финишираше синоќа ја оцени како успешна, иако на почетокот изгледало нереално да се изведе поради состојбата на јавните претпријатија. Тој вели дека чистењето на градот ќе стане секојдневна пракса. Јас како градоначалник и мојот тим, но и работниците сме платени од скопјани, ова го должиме на скопјани, ова не е нешто што се сработило дополнително и надвор од тоа што треба да биде постојана рутина наша, но во наредниот период, еве сакам да бидам прецизен дека нема да запреме. Во акцијата за чистење на Скопје учествуваа преку 2000 работници и беа вклучени повеќе служби, меѓу кои и пожарникарите, а како што беше соопштено, биле собрани над 4500 тони отпад.